Повторно, нова канцеларија, создадена за проучување на феноменот НЛО од страна на американската војска. На 13 јули 2022 Министерството за одбрана на САД го објави формирањето на канцеларијата за разоткривањето на аномалии од сите домени, најновиот во низата на официјални напори на Пентагон да собира и анализира извештаи за воени средби со неидентификувани летечки објекти кои сега војската ги нарекува неидентификувани воздушни феномени. Соопштението на Пентагон ја ажурира претходната изјава дадена минатиот ноември, во која Министерството за одбрана откри дека неговата официјална истражна компонента за НЛО ке се нарекува Група за идентификација и управување со воздушни објекти или скратено AOIMSG, AOIMSG, која требаше да стане наследник на работната група за неидентификувани воздушни феномени или скратено UAPTF, UAPTF, работна група што официјално е во функција од 2020 година. Воената истражна компонента AOIMSG е преформулирана во сосема нов оддел, наречен Канцеларија за решавање на аномалии од сите домени или AARO. На 15 јули, заменик секретарот за одбрана Кетлин Хикс, во координација со директорот за национално разузнавање DNI, ја измени незината оригинална насока до подсекретарот за одбрана за разузнавање и безбедност со преименување и проширување на опсегот на групата за идентификација и управување AOIMSG во Канцеларија за решавање на аномалии од сите домени, се вели во официјално соопштение на Пентагон. Просто кажано, AOIMSG е сега AARO, нова и поголема американска воена компонента за проучување на феноменот. AARO ке служи како авторитетна канцеларија за неидентификувани воздушни феномени и активности поврзани со неидентификуваните воздушни феномени, кога е во прашање Министерството за одбрана, напиша Хикс во меморандумот на 15 јули. Нарекувајќи го AARO, главна точка на Министерството за одбрана за сите активности поврзани со неидентификувани воздушни феномени, Хикс рече дека преименуваната канцеларија може да го представува одделот за такви активности пред Конгресот, пред медиумите и јавноста, во координација со помошникот секретар за одбрана за законодавни прашања и помошникот на секретарот за одбрана за односи со јавноста. Секоја компонента на Министерството за одбрана што действува во името на работната група за проучување на феноменот или има податоци, анализи, договори или друг материјал поврзан со феноменот, веднаш ке ги синхронизира своите напори со AARO, додаде Хикс. Според соопштението на Пентагон од 13 јули, Роналд Молтри го именуваше доктор Шон М. Киркпатрик како директор на AARO. Мисијата на AARO ке биде да ги синхронизира напорите низ Министерството за одбрана со другите федерални оддели и агенции на САД за откривање, идентификување и припишување објекти од интерес во, на или во близина на воени инсталации, оперативни области, области за обука или други области од интерес, се вели во соопштението на Пентагон. Ова вклучува аномалии, неидентификуван простор, воздушни, подводни и трансмедијални објекти. Пишува во соопштението. Инаку трансмедијални објекти се објекти кои со иста леснотија можат да се движат и во Вселената, и во воздухот, и во водата. Соопштението на Пентагон исто така потврди дека подсекретарот за одбрана за разузнавање и безбедност Роналд Молтри, кој учествуваше на неодамнешните сослушувања во Конгресот на темата НЛО, ќе го води извршниот совет на AARO, кој ќе даде надзор и ќе обезбеди насока на оваа воена компонента на Пентагон за истражување на феноменот НЛО. Воспоставувањето на AARO е нов, значаен чекор напред во развојот на способностите и процесите кои се неопходни за проучување на феноменот, кој сега е вистинска и сериозна тема во високите американски воени и политички кругови. А зошто е тоа така? Тоа е навистина големо и мистериозно прашање.